Како и луѓето, и звездите се раѓаат, стареат и умираат. Нивните родни места се огромни студени облаци од гас и прашина, познати како маглини. Најпознатата од нив е маглината Орион, која е видлива само со голо око. Овие облаци почнуваат да се намалуваат под сопствената гравитација. Како што облакот станува помал, тој се распаѓа на купчиња. Секоја грудка на крајот станува толку жешка и густа што започнува нуклеарна реакција. Кога температурата ќе достигне 10 милиони степени Целзиусови, грудката станува нова звезда. По раѓањето на новата звезда, повеќето млади звезди лежат во центарот на рамниот диск од гас и прашина. Поголемиот дел од овој материјал на крајот е разнесен од зрачењето на звездата. Пред да се случи ова, планетите може да се формираат околу централната звезда. Инфрацрвените обсерватории се способни да детектираат топлина што доаѓа од невидливите звезди кои се формираат во таквите облаци. Една од најмокните од нив е Вселенската обсерваторија Хершел на ЕСА, лансирана во мај 2009 година. Хершел ги проучуваше и проучува правливите облаци каде што се раѓаат звезди без разлика дали се големи и мали.